Почитувани гледачи, ви го презентираме нашиот видео избор, тема на неделата на Слободна Европа, посветена на актуелните настани во регионот и светот и нивната поврзаност и влијание врз Македонија. Европската унија почна да ја утврдува политиката во врска со заминувањето на Британија од Унијата. По првичниот шок од британската одлука, во Европа се повеќе преовладува мислењето дека тоа ќе биде голем потик за неопходните реформи во Унијата. Проширувањето на Европската унија треба да биде приоритет по Брекзитот, се наведува во написот објавен во Foreign Affairs. Кога се урна Берлинскиот зид, падна во Југославија. Ова го изјави Харис Силаџич, своевремено член на претседателството на Босна и Херцеговина, укажувајќи како настаните во Европа активираат насилства на Балканот. Може би не толку насилни, но се уште се опасни последиците од Брекзитот кој се заканува да го наруши онака проблематичниот регион, наведува Едвард Џозеф. Заминувањето на Британија уште повеќе ќе ги оддалечи обидите на регионите за членство во Унијата, бидејќи е изложен на нефункционалноста на Брисел, како и на потребите за реформи во самата Европска унија. Националистите во Франција, Холандија и другите европски земји бараат нивни референдуми, што ја подкопува волјата на балканските земји да спроведуваат демократски реформи, особено ако на крај на тој пат не е Европската унија. А без сигурен пат до Брисел, возењето на балканските влади може значително да биде забавено. Конечно, Брекзитот би можело да ги охрабри автократите кои веќе повикуваат на најлошите инстинкти во длабоко поделениот регион. Како што Брисел се врти околу можните последици од британскиот референдум, германскиот канцелар Ангела Меркел, де факто лидерот на Европа, мора да го прифати историскиот предизвик да го води континентот низ можеби најтемниот период по Втората светска војна. Нема да има подобар сигнал за европската посветеност кон заедничкиот дом од проширувањето кон Балканот. Плановите за проширување страдаат и поради високото ниво на корупцијата во регионот. Политичките елити таму ја користат националистичката реторика и ги отвораат раните од минатите војни за да го свртат вниманието од обвинувањето дека се корумпирани, пишува во Foreign Affairs. Тие не брзаа да ги водат земјите до членство во Унијата, бидејќи тоа ќе значи почитување на законите, независност на судството и работење според европските стандарди и правила. Искрен план за Балканот не само што ќе ја зајакне Европската унија, туку исто така ќе ја овозможи на Меркел, како и на незините колеги во Брисел, да се справат со растечката анксиозност и во Британија и низ целиот континент од мигратската криза. Доколку Балканот биде инкорпориран во Европската унија, Брисел би можело да помогне да финансира привремени засолништа и регистрација на сириските бегалци. Од друга страна, неуспехот да се стабилизира Балканот ќе го зголеми проблемот со мигрантите. Граѓаните во регионот кои не гледаат иднина, таму ќе почнат да се движат кон север. Тоа веќе еднаш се случи. Десетици илјади граѓани од Косово пред неколку години почнаа да одат во Германија за да избегаат од корумпираната влада и лошата економска состојба. Иако евроскептиците велат дека станува збор за замор од проширување, вистината е што Европа страда од опасната состојба, криза од замореност. Европа, освен сегашните кризи со мигрантите, еврото и Украина, не сме да си дозволи уште една катастрофа. Токму сега Балканот е во опасност да биде додаден во целата драма, се наведува во текстот објавен во Foreign Affairs. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видео избор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Во Македонија и покрај растот на евроскептицизмот, кај експертите преовладува мислењето дека по излегувањето на Британија од Европската унија е можна поголема отвореност на Европа за нови членки. Сепак ова оптимистичко сценарио, како што додаваат, нема да ги промени пристапните услови за земјите аспиранти. Излезот на Велика Британија од Европската унија несомнено е еден од најголемите историски настани во развојот на унијата, коментираат познавачите на оваа област. Тие велат дека во однос на неинтегрираните земји како Македонија, тој секако ќе влијае, особено на тоа како ќе изгледа Европа и кои прашања ќе ги постави како приоритетни во следните 2 години. Брекзитот отвора можности за неколку сценарија во Европа. Тој може да влијае врз политиката на проширување која е замрзната поради миграцијата и терористичките напади, и таа е можно дополнително да биде ставена во втор план, вели Симонида Кацарска од Центарот за европска политика. Сепак, таа истакнува оти по вакви големи настани се носат и големи одлуки
И според тоа, можна е и поголема отвореност на Европа. Јас очекувам дека во Европската унија мора да има еден период на себе рефлексија внатрешна, односно тоа како ќе се продолжи после заминувањето или како веќе сакаме да го наречеме на Обединетото кралство. И тоа веројатно е здраво за самата Европска унија за да може да направи некои клучни чекори напред. Всушност, и историјата на Европската унија покажала дека после големи кризи се направиле големите чекори. И мислам дека она што може позитивното сценарио или онај оптимистичко сценарио кој што го гледаме после тој период на рефлексија да може да има едно поголемо отворање и промена на политиките кои што ги видовме досега на однос на рестрикција на миграцијата, во однос на градење на зид околу Европа, па да се надеваме дека таа рефлексија ќе доведе до некоја поголема отвореност кон останатиот свет. Европската унија загуби членка на северот на континентот, но Брекзитот нема да ги промени пристапните услови за земјите аспиранти. Експертите велат дека по проширувањето во 2004 година ЕУ ги укина таквите можности кога земјите во голема мера преговараа за условите за пристап во Унијата. Мислам дека дури излезот за Британија од ЕУ, која што беше земја со посебни договори и со посебни исклучоци во однос на правдата и внатрешни работи во однос на Шенген, покажа дека веројатно тој начин на интеграција не функционира. И затоа очекувам дека за останатите земји, всушност и кои пристапуваат, Европската унија построго ќе ги применува своите правила и нема да дозволува всушност отстапување. Така да може да видиме построго применување на постоечките критериуми, меѓутоа не верувам некои отстапувања наназад. По гласањето на британците за излез од Европската унија, загриженоста во македонската јавност најмногу беше насочена кон можните последици врз економијата на земјата, но и врз поголемиот евроскептицизам, кој онака во изминативе години бележи зголемено ниво. Ја следевте видеотемата на неделата на Слободна Европа. Следете не повторно секој петок на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk.